комисијата, значи тука да одржиме состанок, иначе денеска од 10 овој месец се е отворен јавниот конкурс. Добро. И пишува во јавниот повик, пишува до кога трае кандидатурата. До 19.6. Не, стане достоен јавниот повик? Сите факултети ја за Јас сум студент и председател на студентскиот парламент на факултетот за драмски уметности, кај нас не е доставен. Јас ќе ви кажам за повеќе информации, за подетални информации треба да се обратите до изборната комисија, затоа што изборната комисија има надležност. Океј, денеска е Таа изборна комисија? кога е избран. Вака сега, значи за повеќе информации ќе се обратите писмено и ќе добиете одговор. Не, сакам да ми кажеш, значи денеска сме понеделник, така 13.6. Значи за Ти си го објавил, односно твојата изборна комисија го објавила повикот во петок. Добро, во ред, изборната комисија го објавила повикот во петок на 10 јуни во правосудие. Значи одземани се сабота, недела, петок е на работен ден. Сабота, недела. Значи ти си му одземал на кандидатите за избори. Кога одиш на Богат да му кажеш, да му реферираш за ова све што треба да го правиш. Дали може да Малце само чекај. Добро, у реду. Овде Кога треба да му реферираш на Богат. На кого да му реферира? На Богат. Председателот на ти го обвинуваш студентот кој што преговараше со владата која ме легитимираше, дека јас сум владеник на Богат. Вамо, ја некам дневно политички препирки, овде кога станува збор за студенти. Значи, може да само не може да направиш ништо, ние тебе да замолуваме. Член 25 од Правилник за спроведување на студентски избори. Да, ти си го променил, точно, тоа е проблемот. За избори се истакнува најрано 30 дена пред денот на одржување на изборите. Дали вие знаете да изброите колку дена има од 10 јуни до 30 јуни? Актуелен правилник е 20 дена. Кој што ти не си го поставил до Централен регистар? Пака видете, актите... Чекај, како активички си го поставил ние? Мислам дека доколку сакате повеќе... Не, немојте ми доколку... Ама зошто доколку сакаме ти си председател на студентите? Затоа што не доаѓате со релевантни информации. Како не доаѓате? Ама немој, ние сме пратени 4000 студенти на Morgan Travel да одиш да им објасниш дека не може да се кандидираат сега. Тоа треба да му го кажеш на Богат. Во вашиот член од вашиот статут 45 вика дека избори има само во ноември. Како што го сакат, како што ти треба да му реферираш сега на Неловски, нели? Ќе ве замолам, драги медиуми, пресконференцијата ќе се одржи сепак. А изборите ќе видиме дали ќе се одржат. Како што претходно бевте сведоци на жустрата расправа внатре во студентскиот парламент, цениме дека треба да ја образложиме на студентската јавност пред се што всушност се случува. Имено, Кирил Спировски бил избран за председател на студентскиот парламент 2012 година со мандат до октомври 2014 година. За во тек во 2015 година Кирил Спировски да е избран за ВД председател. Значи, на сите органи при СПУКМ им се истечени мандатите веќе 2 години. Она за кое што студентите во 2014 година 10.000 на протест и всушност и предупредува. Имено, тој го променил правилникот за спроведување на изборите и правилникот сега не е достапен на јавноста, односно во Централниот регистар, доколку вие како новинари или ние како студенти се обидеме да го добиеме, велат дека таков правилник не им е доставен воопшто. Поради тоа, Кирил Спировски распишал избори на 10 јуни со рок за одржување на 30 јуни. Овој документ овде, ова е академски календар за учебната година кој што го одобрува Сенатот. Значи, вели, втората испитна сесија се одржува од 16 мај до 15 јуни 2016 година. Универзитетот повторно се реактивира на 15 август со третата испитна сесија. Значи, дека Кирил Спировски заедно со неговиот нелегален и нелегитимен парламент се обидува да направи фалсификат на изборите, односно во корист на изборот на ректор, кој што нема да може да биде избран без студентските представници. Тој се обидува на 30 јуни да фалсификува студентски избори, се со цел да стекне легалност и легитимитет
на студентските представници за да може да се избере ректор. Вакво однесување е крајно недозволиво, е срамно и скандалозно, особено ако се работи за најстариот универзитет во земјата. Затоа бараме од студентскиот парламент веднаш да ја прекине постапката за изборите, бидејќи студентите се на work and travel, студентите им се завршени сесиите и си имаат вратено по своите родни места, со што се дискриминираат студентите кои живеат во другите градови и не можат да учествуваат во постапката за кандидатура, за која што за еден кандидат треба да собере 3000 подписи во канцелариите на овој СПУКМ, за да може да се стекне со кандидатура. Од тука порачуваме дека бараме и од ректоратот, универзитетскиот сенат, итно да се вклучат во решавањето на проблемот со изборот на студентските представници. Точно е дека УКИМ нема надлежност во мешање во студентското организирање, но овде станува збор за груба злоупотреба на студентското организирање, на правата предвидени во статутот на УКИМ и воедно представува груба злоупотреба и фалсификат на студентската волја. Благодарам, повелете со прашање. Ти веќе напомена, всушност, дали мислиш дека 2 години беше на некој начин Кирил Спировски не на чело на ова организација, меѓутоа со задосување, значи со пролонгирање. Дали мислиш дека се тоа беше со намера да се влие врз изборот на ректор? Не сакам да шпекулирам. Она што сега го гледам е дека Кирил Спировски во корист на изборот на ректор распишува избори на 30 јуни кога нема студенти. Студентите сега немаат никаков избор, ниту глас. Од тука и ректорот ќе биде нелегален и нелегитимен, кој да е. Ние не навлегуваме во имиња на ректор. Ние навлегуваме во постапка и процедура за избор на тој ректор. Затоа бараме од ректоратот и од сенатот итно да поднесат барање за прекин на оваа скандалозна постапка и воедно да го поништат изборот за ректор, бидејќи не може сега да се избере ректор. Ректор ќе мора да бираме во октомври. Имаше ли некакво соопштение дека ќе се изврши избор на студентските? Единственото соопштение кое што беше објавено во врска со изборот на председател на студентскиот парламент беше објавена на 10 јуни на Facebook страната на студентскиот парламент на УКИМ, каде што не се наведени воедно дека е објавено на сите факултети матични на кои што треба да биде објавено самиот оглас. Со тоа е прекршен правилникот за спроведување на изборите. А воедно не се доволно информирани самите студенти за да можат доколку сакаат да се кандидираат или да бидат во тек дека воопшто ќе се одржуваат такви избори. Правилникот не е ни достапен на јавноста. Новиот правилник на кој што се повикува Кирил Спировски не им е достапен на студентите. Од тука тие се буквално спречени со рокот од 3 дена за собирање на 3000 подписи. Студентите се буквално спречени за да можат да се кандидираат и воедно да имаат избор понатаму во гласањето. Правило за кој што вели дека минатата година е донесен. Дека минатата година е донесен. Тој не можел да го донесе тој правилник како веде председател. Воедно и сите околу него имаат истечен мандат. Како го донеле тој правилник, како го измениле актот, а и веќе ако имаат аргументација како е изменет, тогаш барам од нив веднаш јавно да го објават актот, со тоа што во тој случај ќе мора да го достават и до централниот регистар. Дополнително, Ивана, само што ја прашам, бидејќи на 10 рекоа дека е објавен јавниот повик, а до 19 сега имаме викенди, па празници и сето тоа, го скусували тоа рокот за воопшто некој да се кандидира? Па тие не ми сакаат да имаат кандидат. Реалниот рок кој што они го дозволуваат со нивниот оглас е во рамки од 3 до 4 дена за воопшто да може да се соберат тие подписи. Значи станува збор за преку 3000 подписи кои што треба да бидат собрани или потврда од 30 пратеници во самиот парламент на СПУКМ или од 5 матични парламенти на факултетите. Бидејќи знаеме дека оваа институција е целосно корумпирана и компрометирана, сме самите свесни дека тоа нема да биде дозволено од институциите и телата внатре во самиот студентски парламент. А бидејќи ни преостанува само собирањето на подписите, овој рок воопшто не го дозволува тоа да се случи. Во еден ден да напишам програма, така, да соберам 3000 подписи. До 19 имаш рок. Така. Само нека е недела, така? Како добро. Ето, дали е работен? Не е работен. Ако имате кандидати, не паќате се за џаб.
Како да кандидираме? Како да кандидираме? Како јас да се кандидирам или било кој? До тоа ќе доаѓаме тука и ќе правиме што сакаме, ме разбра? Затоа што твоите финансиски извештаи не си ги објавил јавно ниту еднаш. За тоа ќе доаѓам тука и ќе правам скандали. Јас не финансира Сорос за да имаме ние. Ма немо. Вас јас ве финансирам. Со партиципација што ја плаќам на почеток на секоја студиска година. Сакаш ти за клевета? Какво е клевета? Кој ги нас финансира? Кој ме финансираме? Ти од буџет имаш пари. Ја те финансирам. Ја немам пристап до документите. Ја давам пари, а вие не ми ги давате документите. Значи вие со мои пари, имајте кандидати. Повелете. Документите ни треба за да можеме уредно кандидатурата па не дали зборуваме на македонски, дали не разбирате што зборуваме. Се качевме да ги забараме, дали не избрукавме. Ајде симнете ми го препрушите. Ебе па симнете ми го препрушите, бе. Ајде бе симнете го. Зошо бегате сега? Чекајте бе.